Организацијата на жени се вклучува во еден несекојдневен проект во соработка со други организации. Пред се ќе ве молам организациите се набројат кои се вклучени за каков вид на проект станува збор. Благодарам за интересот за оваа наша следна активност која што Организација на жени ја прифати. Инаку вклучените страни во овој проект кој што се вика самовработување на самохрани мајки во Македонија во 3 општини во Скопје, Битола и Штип е организирана од страна на Бизнис конфедерацијата на Македонија под председателство на господинот Миле и Бизнис асоциација на жени на Македонија под председателство на Валентина Дисоска и Организација на жени на општина Битола како партнер во сето ова, вклучувајќи ме и мене како председателка на организацијата. Значи во во долгорочните обсежни истражувања на сите 3 овие вклучени актери во овој проект, видовме дека самохраните мајки знаеме дека се ранлива категорија, знаеме сите проблеми кои што тие ги имаат и Бизнис асоциацијата на Македонија, Конфедерацијата на Македонија одлучи да се занимава со овој проект во овие 3 општини пилот општини, бидејќи самохраните мајки многу често покрај што се изложени на проблеми во домот, понекогаш дури и тортура во домот, изложени се и многу почесто тие се невработени, а и покрај многу од нив на образованието кој што го имаат, немаат одважност да седнат сами, да размислат сами со себе што тие можат, што умеат и понекогаш дури и од својата занимација или од своето хоби да направат бизнис. Бизнис асоциацијата на жени на Македонија е тука за сето ова да го поттикне, да го иницира, да ги осознае, а ние пак како партнери во Битола со сите овие други организации да помогнеме да ги пронајдеме тие самохрани мајки кои што се наоѓаат во ќошовите на своите домови, на маргините, ќе речам, јас реков во ќошовите на домовите, а тоа значи на маргините на домовите, на маргините дури и на општеството и секоја бара начин како сама да се снајде и да го турка животот, да ги одгледува своите деца со минималните средства кои што другиот родител, таткото, ги дава како алиментација. Токму затоа, Организацијата на жени се потруди да пронајде вакви луѓе, особи, жени, кои што го имаат овој проект или кои што се таргет на овој проект. Но важно е да кажам дека имаме соработка со Агенцијата за вработување, бидејќи тие имаат, се разбира, списоци, со Центарот за социјални грижи, кои што пак не подхрануваат со податоци, но тука се и социјалните мрежи каде што сме активни сите, понекогаш за некои работи кои што не се потребни, но социјалните мрежи многу пати имам кажано доколку се употребат во вистински смисол, еве, ќе се пронајдат луѓе и за оваа работа. Многу е битно да кажам дека освен што овој проект ќе ги тангира и ќе ги третира самохраните мајки со дечиња, ќе бидат тука вклучени и други ранливи категории на жени. Тоа се мајки кои што можеби немаат дечиња, а немаат работа, жени кои што можеби пак не се ни мажени, например во својата 40-та година не успеала да создаде своја фамилија, свој дом, или имаат дечиња, а не се во брачна состојба. Значи сите тие како да речам втор прстен на овој проект, кога ќе се пополни бројот со самохрани мајки и тие ќе можат да се пријават во сета оваа наша активност и да направиме една убава група од 30 на жени кои што ќе имаат можност, бесплатна се разбира, да 5 пати во текот на 5 викенди, почнувајќи од првиот викенд во месец јуни, да бидат присутни на обуките, на настаните кои што мислам едуцирани луѓе, специјализирани за оваа работа, ќе доаѓаат во Битола, исто така и во Штип и во Скопје, и ќе ги обучуваат жените кои што ќе дојдат за сето ова. На крајот, оние кои што ќе ги поминат овие обуки, а се надеваме дека сите ќе ги поминат, ќе добијат сертификат, кој што како сертификат можеби ќе речеме и ништо не значи понекогаш, имаме многу сертификати по дома, но сепак е една гаранција дека некој слушал што некој обучен и попаметен за таква тема од него кажал. Едноставно посакуваме ние како организација на жени пак
Сакаме да им дувнеме ветер на жените кои што ние ги пронајдовме низ нашиот град и да им кажеме дека да, ти вредиш, можеш ова да го направиш и доколку тие 30 жени, само 3 од цела оваа обука, цел овој семинар направат нешто, јас лично како поединец ќе бидам задоволна. Станува збор за жени кои што еве во наредниот период би се вклучиле во еден бизнис кој што сами ќе го водат, меѓутоа самохран родител кажува дека тука е и детето, што со децата во случајот. Така. Многу добро прашање, ви благодарам, бидејќи кога го осмислувале овој проект се рачунало самохраните мајки дека имаат и дечиња, која колку има и која возраст ја има. Се разбира дека дечињата за цело време додека мајката е присутна на обуката, тоа ќе биде во петоците по пладнињата и во саботите во текот на целиот ден, почнувајќи реков од првиот викенд во јуни месец, ќе бидат згрижени децата од луѓе кои што тоа го знаат, луѓе кои што се специфицирани за тоа, во установа која што има сертификат за сето тоа, значи ќе можат да бидат потполно сигурни каде се наоѓаат нивните дечиња во тоа време. И уште подобро, нивните дечиња ќе имаат едно поинакво дружење, значи дечиња кои што се од различни возрасти, сите ќе бидат згрижени по список, по име, по презиме, близу до просторот каде што ќе се одржува. Значи ние ќе го одржуваме семинарот во градската библиотека со која што организацијата на жени веќе има подпишано меморандум, има голема соработка во последниве години, а дечињата ќе бидат тука некаде во приватен простор каде што за нив ќе се грижат ќе се грижат лица, учителки, наставнички кои што тоа го умеат. Пред да прашам колкава е сериозноста на овој проект кога имаме вакво сулудо време во кое што живееме, ме интересира дали постои покрај обуката која што е бесплатна, откако една жена која што ја посетила обуката, ќе се одважи да отвори свој бизнис, некаква финансиска поддршка или можеби конкретно одиме само на информирање каде можат да пристапат за отварање на бизнисот, за финансиски моменти и слично. Значи реков дека 5 недели со ред ова ќе се работи, значи во 5 недели по 2 дена, тоа се 10 дена. Во 10 дена сигурно дека нешто ќе се научи, сигурно дека многу нешта ќе се кажат, многу информации ќе се дисеминираат во однос на отварање на бизнис, во однос на дури ги повикуваме, значи жени кои што имаат свој бизнис, а не им оди онака како што тие мислат дека треба и тие да дојдат. Ќе се дисеминираат информации за тоа Министерството за економија како ги поддржува овие жени, каде тоа да го аплицираат. Значи еден склоп на информации, а се во однос на помош на тоа како жената оставена сама на себе и на своите дечиња да се самовработи или да пронајде начин пак како да се презентира пред одредени партнери за да може да биде вработена или на некое друго место. Значи, директна, знаете како, има скриени форми на информации кои што нема никој пари на тие жени да им даде, да им рече еве ти 3000 евра, па ти отварај бизнис, но ќе им го покаже патот, како рекоа кинезите на времето. Нема да ти дадам риба денес за ручек, но ќе те научам како да ловиш риби, за цел век да имаш риби околу тебе да ручаш. И околу сериозноста? Крајно сериозна, мислам дека добро знаеме и знаете, поготово вие организација на жени, мојата организација со какви работи се занимава и се зафаќа и мислам дека тука не треба да имаме дилема, несериозни ниту луѓе, ниту проекти, ниту настани во нашата организација не можат да бидат ни близу до нас, а не во нас.